моторите тоа е нешто која ќе ги пуштат од згоре, од Радански пат тадори доле до буливар моторите, нели? Моторите. По угоре дигнат. Леле, па тука ти да видеше еден ден што се случите, и кафаната што има. Со столова дете само да дојдеше да снимаше. Столовата ги сварла на раскрсницата. 4 стола скршија. Ноќни трки со мотори, смеа на глас, зборување гласно и оставање предмети на улица. Ваква е секојдневната слика во ноќните часови во населбата Сењак во Штип, откако се затопли времето, велат жителите оттаму. Се жалат дека ваквите појави секоја година од кога се затоплува времето, ги остава и без сон и без мир, бидејќи ревот од мотори ги буди од сон, ги остава со нервоза до раните утрински часови и им го уништува секојдневието. Со моторите тука кога за онодо тоа е чудо, на едно тркало. Ламат, не дават, нели одат прва, втора, трета смена, нели има дичиња, нели. И што него јас тука ќе го слушам ли? Не може да спиеш. Галами и мотори. Нека одат полицајците, нека мотори дигат ги на едно тркало. И родителите, а не бе младите, вели, денешните млади не са. Ја бе пала. Ја еден пат ке се тепа со полиција, стварно, по кафичи, по во патове. Пак ќе ти речам, младите треба да се... Јас сум 62 на акцијаш, Љубљана Гевгелија. И още не се предавам. 18 години. Вчера си кашува на Исаро. Жив и здрав. Амин. Бога напред. Што знам, не знам до што е, до што не е важно. Возе се брзо, не се поштуваат прописи и така да... Па вози се како не се вози. Некој па е предности, не пушта тоа и изударац и така. Револтираните жители оттаму велат дека ова пред се должи на домашната култура кај младите, која често ги чини многу. Често се сведоци наблюдувачите како децата паѓаат од мотор и завршуваат во болнички кревет. Тука баш едно со мотор падна, со кршица. Гордост е тоа. Ама не слуша децата. Па гордост луѓето прават со тоа. Ја можам, ти не можеш. Леле, па тука ти да видеше еден ден што се случите, и кафаната што има. Со столова дете само да дојдеше да снимаше. Столовата ги сварла на раскрсницата. 4 стола скршија. Ништо, нека поводат сметка, таму има надежни, нека поведат сметка кој за што е. Од секторот за внатрешни работи Штип велат дека работат на решавање на проблемот и апелираат до граѓаните на одговорно однесување, почитување на јавниот ред и мир, особено во доцните часови. Дополнително, полицијата ги повикува жителите активно да пријавуваат било какво нарушување со точна локација, време за брзо и полесно делување.